Почитувани драги гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште една животна приказна на македонската телевизија. Јас сум Здравкица Милич и овој пат ќе ви се заблагодарам од се срце што ќе одвоите дел од вашето драгоцено време за да бидете заедно со нас во следните 50 на минути. Јас искрено се надевам дека ќе го оправдаме вашето присуство, бидејќи и овој пат имаме интересен соговорник кој искрено ќе зборува за својот животен пат и секако ќе биде дел од уште една животна приказна. За кого станува збор ќе слушнете во кратката најава. Родена во Скопје, израсната во Скопје. Со музиката како дел од секојдневието уште од најрана возраст. Со силен вокал и препознатлива енергија, таа со години го носи рок звукот на домашната сцена, останувајќи една од ретките рок пејачки кај нас. Вечерва во животна приказна, приказната на Даниела Димитровска. Искрено се радувам поради нашата средба и ќе кажам топло добре дојде за Дани Димитровска во животна приказна. После не знам колку време, Дани Димитровска во животна приказна. Дојде твојот ред, Дани. Да. Искрено од срце, Дани, е драго што си дел од оваа емисија. Повели ова е твоето место и се надевам дека ќе имаме фин разговор. Се надевам. Ја, уствари, нема што да се надевам. Секогаш сме имале фин разговор, иако не сме се виделе многу долго. Но супер изгледаш. Уште една причина ти благодарам. Исто и кај тебе. Мислам дека ова е најдобрата верзија од тебе. Па се надевам, да. Така се чувствуваш? Да, така и се чувствувам. Тоа е најважно. Како си, Дани, Прица? Во овој момент се чувствувам прекрасно. Возбудена. Во овој период се чувствувам прекрасно и дај Боже да е така, иако не е секогаш така, нели си имаме и лоши и добри денови и уствари мислам дека па и така треба, веројатно тоа е тоа. Срцебиење, некогаш си добар, некогаш не си. И тоа е тоа што се вика живот. Како на ЕКГ ни е животот. Да. Да се навратиме малку на твоето детство. Центарско дете. Да. Значи пораснете си тука кај Пролече, така? Да, во Пролече цел живот, таму сум родена. И подоцна кога пораснав. Да, еден период. Кога дојде време да се осамостојам. Си купив стан исто така во Пролече и мојот син го запиша во истото училиште каде што учев и јас во 11 октомври и ета Пролече е населба која што не е само моја во спомените, него сега веќе и на мојот син и на се разбира и на моите родители и така мислам дека убаво е тоа. Имаше убаво детство? Ја имав преубаво детство и преубава беше таа населба и ден денес е. Специфична е зелена, затоа што е во центар, а сепак не е толку во центар. Да. Во центар е, но ја нема таа галама од центар. Не се зградите збиени една до друга и измеѓу секоја зграда има стварно преубаво зеленило и си има своји игралишта за деца. Да. И тука се собираат сите деца, се собираат мајките, има кош еден и така се поминува едно не знам, преубави сати. Јас моето детство така го паметам. На улица? На улица буквално. Со тоа што ни викале родителите од згора, мајка ми сега ми текнува. Дојде да јадеш, неќам! Ама мораш да идеш да го земеш сандвичот, так. За да излезеш повторно надвор. И мислам дека денес тоа веќе го нема. Го нема. Така да сметам дека моето детство беше многу подобро од денешните. Здраво детства. Здраво детство, да. Баш така здраво. Со џунка на главата, со мудрици, колената изгревани. Така. Се е тоа убаво, иако во тоа време па и не сме мислеле дека баш е нешто вау, ама од денешна дистанца стварно е тоа преубаво. Дали некогаш почувствува дека нешто недостасува кај тебе дома, нели децата се генерално некогаш незадоволни, очекуваат многу повеќе, иако ние растевме во едно малку поинакво време, каде што сите имавме слични блузони, слични дуксари, немаше толку брендови и така натаму, не патевме, да кажеме тоа, меѓутоа и сепак и тоа време имаше нели некој свој да имаме вакви патики, такви патики, па зошто јас немам. Дали почувствува ти некогаш имаше војна по дома? Ама апсолутно дека да. Во тоа време многу беа модерни 500 Kids. Да.
фармирките и монтки. Да. Значи да се има Плачење по дома, да. Беше тоа Врват. живот или смрт, значи или ќе ја имам или ќе умрам. Но моите родители се од работничко семејство, јас потекнувам од работничко семејство. И никогаш не сум имала тоа што другите, Го имала? да речеме, побогати деца го имали, и некако така не воспитаа мене и брат ми дека не можеш да имаш се што ќе посакаш. И дека можеш да заслужиш. Јас растев така, да. И дека ако треба нешто да добијам, тоа ќе биде најдоброто што они можат да го овозможат и што они сметаат дека е тоа најдобро за мене, а не тоа што јас сметам дека нештото е добро за мене. Не знам тоа како е сега психолошки, дали е тоа правилно или не, не е ни важно, меѓутоа јас така растев, јас бев така воспитана и мислев дека колку толку добивам тоа што ми треба. Имав храна, имав кај да живеам, имав добро образование, Одевме на екскурзии, нели? Одевме секогаш и на одмор, еднаш во годината, мислам толку колку што се може. И беше окей, немавме потреба за повеќе. Иако детските желби се разбира дека се големи, да. Бескрајни и немаат граници, но се научив дека така се развива фантазијата. Секој дете кој што има фантазија и желби неостварени, тоест соништа, така и ќе напредува. Така се напредува. Тоа е мотивацијата всушност. И тоа беше, да, нешто што ете до ден денес ми останало како лекција дека е добро, така како што било, така како што е најдоброто за мене во тој момент. Така, за жал твоите родители имаат здравствен проблем, не секојдневен, да кажам. Како се носеше со сето тоа? Колку тоа ти ствараше нека тензија, притисок, кога свати всушност дека се поразлични од останатите? Па не се носев баш најдобро во време кога бев тинеџер. Да, во пубертет. Во адолесценција, да, и малце помала. Меѓутоа, имав постар брат, кој што беше назначен од моите родители како генерал, кој треба да се грижи за мене во саати кога нели родителите не се со мене. Моите родители се глуви и така јас и брат ми растевме цел живот во една тишина. И некако тоа ми беше природна средина. Кај нас телевизорот секогаш беше пуштен на најгласно. А никогаш не слушавме кавги, например. Со брат ми, значи немавме можност да чуеме некоја галама многу голема. Ние не знаевме кога они се караат, да, кога споделуваат среќни моменти. Иако среќните моменти беа гласовни. Само тогаш кога се караат, тогаш го користеа знаковниот јазик. И никогаш и не го научивме знаковниот јазик. Не го научивте? Не. Брат ми се запиша на дефектологија, сакајќи да оди по патот на татко ми, бидејќи он беше своевремено и претседател на Сдруженијето на глуви и наглуви. Меѓутоа, си донесе избор, одлука да живее во Америка и еве веќе повеќе од 25 години живее таму. Така да... Ти немаше желба да го научиш? Јас малце подоцна посакав да го научам, меѓутоа во време кога бев дете немав таква желба, имав некоја... Се чувствував малце поразлична од другите, бидејќи сите родители разговараа со своите деца, со моите другарки, некако нормално, а јас со моите родители требаше разговарав на малце по инаков начин. Да, значи морам да ги допрам, морам да зборам поспоро и бидејќи читаат од уста. И беше на некој начин некој хендикеп тогаш? Па мислев дека е хендикеп кога бев мала. Па хендикеп.
Не знам и дали сум го гледала тоа така, но ми беше поразлично, се чувствував поразлично. Се прашував зошто да не сум и јас исто како и сите останати. Од тој аспект. Како реагираат беше- твоите другари? Не идуваше на некои такви прашања? Па, не знам, не се сеќавам, мислам дека и не се ни збореше на таа тема воопшто. Едноставно, со прифаќање се оттргнуваше тој момент. Имав другари кои што ми беа стварно супер, бевме супер како екипа и воопшто не разговаравме на тие теми. Дека твоите родители се поразлични од останатите. Од останатите, Така и да. треба. Да. Така и треба. Со тоа што и нашите наставници, сега зборам за оние до 4-то одделение кои што не учеа, знам дека ни збореа дека сите сме исти, некако така растевме и тука ја најдов утехата дека можеби не сум баш различна, едноставно така е како што е. Така, и мора да се прифатат луѓето такви какви што Такви се. какви што се. Всушност и најважната порака. Да, но Кога си подоцна, дете, да, кога си дете е кога тешко, си дете да. е малце, не малце, него е многу потешко, затоа што многу работи не само што не ни се јасни, туку и не знаеме да ги прифатиме такви какви што се, затоа што и не сме разговарале, немало кој да ни да ни каже, ниту да ни раскаже, ниту да ни се посвети на за некоја таква тема. Тогаш беше најважно да ја напишеш домашната како што треба, да научиш тоа што треба, да го изедеш полниот тањер што ти е на маса, да ги измиеш рацете, да измиеш зъби, да си легнеш чист во кревет. Тоа беше важно, а ова беа некои други теми кои што си бара некако друго внимание. Ама подоцна, со текот на годините, некако сфатив дека не би го менувала тоа детство воопшто. Мислам дека тоа детство што го имав, да речеме, малце поразлично од останатите, Те направи појака? ме научи на некои работи кои што моите врсници можеби ќе го учат малце покасно. А тоа е чувството за другиот, Грижата, многу важна грижата, работа, да се има свест и да се има осет. Тоа е нешто што мислам дека недостасува и ден денес. А јас научив тоа да го имам и немав опција да го немам. Да. Ми беше немав друг избор. Значи морав да имам осет за другиот, морав да имам свест за другиот, кај се наоѓа, што се наоѓа, дали И му се треба повеќе нешто. развиена емпатија поради тоа. Па да. Да, што е многу важно. Да. Колку е убаво, толку и не е. Не, да. Но исто така е многу важно да се прифатиш. Така, тоа е најважно. Како дете беше во пубертет? Беше проблематично? Бев темпераментна, да. Прилично. Те промени, значи, пубертетот. Да, јас бев темпераментна, во смисла сакав се и сакав веднаш. Сакав Мораше се се што по е твоја? надвор, да. Иако никогаш не беше ништо по мое. Меѓутоа, посакував да е така. Потоа моите родители ме запишаа на игрорна, за да ја трошам. Енергијата. Да го трошам тој вишак на Тука се енергија. пронајден, или? Да, тука се првите мои почетоци на осознавање за тоа музиката, што И значи. колку време траеше таа приказна? Па траеше и ден денес трае. И кај мене трае. Токму поради тоа те прашам. Да, ден денес, баш сега овој период се спремаме за некој концерт од истиот ансамбл. Браво. Кој Кој што ансамбл слави е во 30 прашање? години, Скопје од Скопје. Аха. И ние ветераните се собравме и еве ќе дадеме еден концерт сите ние што сме играле пред 30 години. Прекрасно. Да, да. Да, прекрасно. Убаво е чувството и ден денеска кога настапуваш со игрорна?
Па убаво е, да, ме враќа 25 години наназад. Единствена разлика е што ме болат нозете и кичмата ме боли. Ама сите играме како да не никогаш не постоеле престанало, тие да. 25 години е стварно преубаво. Пробите ни се прекрасно. Да, тоа е нешто што е наша традиција и култура. Мислам, без разлика на тоа што ти се занимаваш со еден друг тип на музика и некако нели фолклор со твоев тип на музика нема никаква доперна точка, но сепак е тоа нешто што е наш. Ма да, многу луѓе се изненадени кога ќе слушна дека играорната ми е дел од моето секојдневие, но стварно музиката е универзална, тоа нема апсолутно никаква врска за жанрот и за што сме се определиле. Ова е музика која што ни е во ДНК-та, ние сме тој етнос, тој фолклор е тоа што сме ние. Нема бегање од тоа. Кој ти беше најголемиот авторитет? Нели така не уча учителката таму, твојата мајка, дома е другата мајка. Дали такво чувство исто имаше? Дали плачеше кога се разделуваше? Бидејќи јас навистина се сеќавам на некои тие моменти. Апсолутно. Јас се сеќавам, мојот омилен професор беше наставникот по музичко, Звонко, кој почина за жал. Во основно, да. И он ми беше баш голема поддршка за музиката. Ги знаеше моите родители, знаеше се што... Ја знал приказната. Да, апсолутно ја знаеше целата моја приказна и некако цело време така нежно, без големи притисоци ме подгурнуваше по грб за да некако да продолжам по тој пат. Секогаш ми даваше тука и таму кога ќе поминам, ќе ме викне дојди во ветер во грб. Да, и некако ќе ми каже две-три убави реченици за музиката, за тоа дека постојат работи со кои што Господ не предодредил, дека добро е тоа да се негува, па за понатаму ќе видиш, ќе ти дојде со тек на време. Така некако ми даде, ми беше многу убава поддршка и секогаш ќе го памтам. Така, средното училиште беше? Средното е исто дифтар, значи темперамент, ненормален. Добро, каде заврши средно? Во страшно. Чекај. Учаир. Како се викаш? Трговачко? Не, економско. Моша пијада. Браво. Да, сега Арсен Јовков. Арсен Јовков не ми текнеше на новото име. Да, ето тоа е тоа. Да, може пијада завршив. Од нигде никаде, од толку училишта во моја околина што беа од Кисела вода, центар, од околу, јас сакам да отидам на крај на градот. Да. Бидејќи си ти било блиско, да. Многу луѓе се возеа со автобус и јас никогаш немав таква шанса и излегувањата ми беа пешки преку Трговски до Рекорд. Тука си сегде, да. Се чекавме на Рекорд. И се враќав дома пешки. Некако така одлучив да отидам во Моша пијаде, значи без никаква желба или потреба за одредување насока во животот. Добро, и ретко кој знае на тие години да се насочи што сака да учи, што сака да биде, нели? Се согласувам. Кога ќе те прашаа како мала што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, кој беше твојот одговор? Учителка. Учителка? Страшно, мислам не можам да најдам НЗС. Да. Ама тоа сакав, тоа си играв дома и некако не знам зошто и од каде и како. Поима немам. Но сега на овие години сваќам дека има логика нештото. Затоа што баш имам осет за деца. Мислам дека знам со деца како. Ама не овие тинеџериве, него овие што се помалите до 9 години. На 9 години си бараат малце тие што повеќе слушаат, да. Си бараат повеќе нерви. Нерви, така. На само 20 години стана мајка. Колку време траеше вашата врска со Јоцо за така млада се одлучиш да бидеш мајка? И тоа беше младост, лудост. Околу 1 година бевме заедно и многу спонтано, без никакви планови.
и идеологии за следење. Да, затоа и така Баш рано се никакви, случила, да. Се случи и беше преубаво искуство, искрено. Јас ден денес сум... Како вчера да беше, иако има 25 години Лазе, така? 25, да, баш како вчера. Баш како вчера да беше. Бракот траеше колку, 3-4 години? Кратко, да. Од прилика, така. Тоа ти беше, како го доживеа, како некој твој најголем личен неуспех или како едно убаво искуство, бидејќи сепак имаш дете од таа врста? Никогаш не го ставав тоа во рамки. Едноставно, супер што се случи, супер е и што не е повеќе. Така. Едноставно така некако. Само гледав дека, размислував на тоа дека од оваа конекција го имаме Лазар. И тоа е едно најбаво искуство, да. Нешто што ти се случило најбаво. Јас мислам дека сум една од ретките жени која што се уште го има презимето на супругот. Јас не го сменив. Не го вратив моето моминско презиме. Бидејќи твоето дете така се презива, Маневска, да. Јас сум Димитровска по Јоцо презимето, но останав Димитровска не поради таа конекција, поради брачната состојба, туку за да го делам презимето со мојот син. За да имаме исто презиме. Затоа што не ми значат многу тие потписи, но имам чувство дека понатаму во животот ќе ми значи да имам исто презиме со мојот син. Така, како институција, нема да кажеш дека не веруваш, бидејќи ти се случи повторно. Сега од еден друг аспект, во едни позрели години, ти се случи истото. Да, сега гледаш ја... И тоа минатата година, така? Да, во минатата година, во септември. Јас се уште тврдам дека тој папир, тој лист хартија не значи ништо. Се уште верувам во тоа. Јас само се водам... водам... го потпишувам. Ако не ми значи, зошто да не го потпишам? Мислам, не... ако значи тоа за општо добро, или за една убава веселба, или да донесеме насмевка на нашите најблиски, зошто да не го направиме, бидејќи не е од некое поголемо значење, така, да. Но не знам, ете така, за тој брак секогаш се менувале ставови, односно како зрееш, така ти се менува ставот и тоа е природно и мислам дека е зрело да се менуваш, како се менуваш, така ти се менуваат ставовите, што е нормално. Ти беше исто така долги години во врска со Горан. Да, ние сме 9 години заедно. Така, и претходно размислуваше дека ќе ти се случи после толку време? Не, воопшто не ни размислував на таа тема. Откако сум со Горан, ја знаев дека ќе останам со Горан и ова... Едноставно тоа е тоа? Беше... Па, рековме зошто да не. Добро и прашањето зошто да, но јас се задржав на тоа зошто да не. Ако сакаме да направиме и да заокружиме некаква си атмосфера, ќе го направиме. Веруваш во нумерологија, во татуми, се врзуваш за тоа? Ги сакам бројките. Да. Како математика. Ова ти е од економско. Па не ја сакам математиката така, од тој аспект, но ги сакам бројките, мислам дека целиот универзум се бројки, дека бројките играат голема улога, дека тоа е природна наука и дека не за џабе постои. Ја сакам астрологијата. Имаш натална карта? Имам, да. Браво. Се разбира. Колку погодила, ете, бидејќи ти кажеш дека веруваш, во тоа јас искрено немам. Не дека ниту не верувам, ниту дека верувам многу. Еве колку кај тебе се поклопила. Знаеш, тоа да, секогаш се збори на таа тема дали веруваш во тоа или не веруваш. Ја ги тргам и верување и неверување. Јас само се препуштам на соговорникот. Јас само сакам да слушнам. И тогаш оставам на нештото, но добро е да чујам. Сакам да чујам. Што таму звездите кажуваат. Не се разбирам од тоа, ама апсолутно ништо. Ништо не разбирам, ниту сум навлегла во... Се поклопија ли некои звезди?
Да, многу работи кои што ги кажува астрологот се така, како што е. И не знам ја знам дека во денешно време многу големи луѓе кои што носат големи одлуки, важни, си имаат свој астролог, тоа имам чуено и видено. Но јас не сум направила натална карта поради тоа дали да донесам некоја важна одлука сега или за 3 дена е подобро. Чисто од радознало за слушнеш. Чисто за можностите, за тоа кога разговарам со нејзе, секогаш ми се повторува чувството на тоа дека се е возможно, се е отворено, дека граници не постојат, дека секогаш се зависи само од тебе. Од самиот себе. Од самиот себе. А тоа многу често го забораваме сите ние и само вака она ме потсетува, ми дава чувство на стварно колку сме ние моќни како човечки суштества. Ја имаме најголемата сила и моќ како најпаметни битија на оваа планета, а не ја користиме, тој се користиме за глупави работи. Да, се трошиме за џабе енергија. И тоа ми е супер мотивација за да од следниот ден се фокусирам на такви некои важни работи. Важни одлуки. Никогаш не си била никако роб на времето, од она што јас знам, иако по самиот правец и изборот на твојата музика, на твојата професија, еволуираше низ годините, иако секогаш некако твојот печат беше твојата коса, сега е малку нели поразлично, меѓутоа си негде тука, тоа си ти едноставно. А во самата најава кажав дека твојата најдобра верзија од тебе е сега. Мислам на многу работи. Секогаш го задржуваш својот печат и си автентична во тоа што го правиш. И кажав, не си роб никогаш на нештата, но не знам колку кај тебе сега од овој аспект диктира цената или брендот. Колку тоа игра важна улога и зашто преби се одлучила? Добро прашање. Варира. Варира? Но малку, нели? За себе сметам дека сум многу приземен и многу реален човек. Стоиш цврсто на земја? Мислам дека сум објективна. Не секогаш стојам цврсто на земја. Јас сум човек што лета, па прелетува, па малце пониско, па малце повисоко, па ќе се насме, па ќе падне, па ќе го здоволи, па ќе скокне и така. Но сум реална во смисла на очекувањата, можностите, надежите, потребите и така натаму. Мислам дека тука си баш реална. Свесна сум за себе, свесна сум за своето постоење и знам кон што целам. И тоа за мене е доволно за да се гледам себе си како објективен човек за себе, за останатите, не знам. Сега некогаш диктира цената, некогаш диктира брендот, но мислам дека повеќе тежнеам ни кон цената, ни кон брендот. Ако нештото во моментот мислам дека ќе ми донесе насмевка на лицето, иако е материјално, во дадениот момент проценувам дали тоа за мене ќе донесе некакво добро. Чувствено, не Значи секогаш избираш оно што тебе најмногу ти лежи и ти те прави среќна и убаво се чувствуваш. Па да, некои луѓе тоа би го нарекле себично, но јас мислам дека така е правилно. Мора да се негуваме себе си за да бидеме добри и за другите. Така. Дали најтешкиот момент веќе 5 години како е Лазе во Холандија? Да. Дали тоа беше најтешкиот момент за тебе, неговиот избор да замине таму? И каква беше разделбата? Не беше тоа најтешкиот момент. Не? Јас го терав да отиде, да се осамостои и да живее малце сам. Тоа беше моја желба. Јас вистински сакав да отиде во друга држава и да зависи од самиот себе. Посакував за него да стане независен, да го Но далеко од тебе. Далеко од мене, да. Јас го прифатив тоа уште многу одамна. За негово добро? Па се разбира, да. Јас сметам дека ние како родители
имаме само една обврска, а тоа е да ги оспособиме нашите деца за да ги научиме од собствените искуства, да ги оспособиме и да ги пуштиме да живеат. За мене е тоа родител, а не Слободата. да ги држиме до себе исклучиво. Да го научиш на некои работи кои што ќе му возможат преживување, снаоѓање, учење на некои, изострување на некои сетила и така натаму за да И човечки за да искушенија стане- со кои се соочуваме постојано. тоа и ние денес во овие 40 и кусур години имаме искушенија Да. и фала Богу се уште имаме и мама и тато на кого да се јавиме да се пожалиме или да си поприкажеме, но да, желба ми беше да отиде, но не мислев дека ќе остане. Значи, нака за кратко, само да види како. Сакав да го Поради школување замена таму, така? поради школување, сакав да ојача и да почне да зависи самиот од себе. А како тој тоа го прифати? Му беше ли тешко? Па беше малце, но секојдневно разговараш и со татко му и со мене и имаше баш голема поддршка. И да, разделбата беше емотивна. Јас бев повеќе со од емотивен аспект. Јас кажував дека секогаш има поддршка, зашто и да му треба. Беше јака пред него, не покажа никаква... Па последниот ден се разбира дека имавме малце така една убава емотивна криза, Колективно плачење. но ништо страшно. Ете, одлучи да остане таму И тој е среќен таму и таму ќе остане, така? не знам што планира понатаму, во овој момент е таму, Таму. а што ќе Мислам, што ќе заврши прави веќе со понатаму. школувањето, Заврши, така? магистрираше, да, и сега работи таму и е среќен. И тоа е тоа што ти сакаш да го постигнеш всушност. И се што сакам е Да. он да е среќен Среќен. без оглед Каде? дали е до мене или не. Така. За жал. Или среќен. Колку беше мајка која, да кажеме, твоја желба е да замине надвор, да учи она што ти не си го направила, да кажеме. Дали Да. тоа било можеби некоја твоја желба, твоја амбиција, а не си ја реализирала, па си успеала на своето дете? Имаш ли такви некои работи кои ти не си успела да ги направиш, па си ги пренела на твоето дете? Во мојата 26 оваа година, 26 годишна кариера, имав 3 пати можност да заминам од државава или професионално, се разбира, но и со можност да останам. Но јас се одлучив да не го направам тоа. Не знам дали е Дали тоа. беше паметно или не? Веќе не размислувам дали е паметно или не. Така сум одлучила, Тоа може така би биле требало 5 да биде. минути дани кои не си ги искористила? Можеби, Можеби. не знам. И одбивам да размислувам на тоа дали требало или не. Сум мислела дека вака треба. За да не знам, ете, тоа. Можеби ќе дојдат други 5. Па и тоа е Дискутабилно. дискутабилно. Да. Не знам. Не знам. Добро, Стварно не 26 години е фина бројка. Би го изудала истиот пат кога би можела да се вратиш на нас? Би го одела истиот пат, но малце по паметно. По плански, не со глава во зид и Ги признаваш пред себе со своите грешки? И учиш на неја? многу често. Многу често. И од тој аспект сметам дека сум многу реална. Точно знам кога сум сгрешила. Иако не мислам дека постојат грешки, све се тоа лекции, меѓутоа добро е да ги секогаш знам да се потсетам себе дека
некои работи, доколку ги направив поинаку, ќе се случеше нешто тоа. друго. Да. Но ништо не е случајно. Така требало да биде, секогаш да, би мора одела така да истиот гледам. пат. Мене музиката ми е нешто што јас би го одбрала повторно и повторно. Но патот што го одев, би го одбрала да е поасфалтиран отколку оној што го одев јас со камења. со кал и камења. Да. Беше тешко, нели? Па да, иако не мислев дека е тешко во тој момент, ама све е до која е целта во главата. Јас мислев дека немам цел, И се некако што за сето тоа сакав. си најмногу заслужена самат. Немаше некој ветер во грб, да кажам. Па немав, да. Не Затоа па, и него не беше немав. асфалтиран? Да, баш поради тоа. Некогаш си викав, како другите, така све им е лесно, имаат со кого да разговараат, да им помогнат за некои работи, но не знам, може би па и да сум имала таков вид на бекап. Не би било тоа што се сега. Па да, а сега мислам дека можам со 3 мечки истовремено да се борам и не би ми И било ќе излезеш проблем. победник, да. А можда ќе бидам со скршена рака или нешто, али ќе преживеам. Така, Сигурно. Весна Малинова е некако и најдобро те познава и понатаму трае приказната со неа. Да. Дали има нешто што треба посебно да најавиме што работите ти, Весна? Да, следуваат убави работи. Оној четврти албум студиски кој што долго време го Време да зборев. излезе, да. Стварно е време да излезе. Не го пуштав до сега себично, затоа што мислев дека нема зошто. Ќе почекам за некои поубави времиња, кога ќе се отвори потребата за овој вид на музика. Но сваќам дека никогаш нема да дојде тоа време. Едноставно треба да се пушти музиката која што се работи. И тоа е тоа. Како гледаш моментално на сите овие конзументи, на сите овие правци кои што ги слушаме и се што излегува нешто што, ето, тоа е нивно време едноставно. Меѓутоа, како ти, како музичар кој се занимава со поп-рок музика, гледа сега на денешната сцена? Поминував низ фази, размислувајќи и пратејќи тоа што се случува. Тоа не е од сега, ова веќе трае неколку години. И поминував низ фази, во смисла прво е неприфаќање, после е чудење, што е ова, што сакаат авторите да кажат со овој вид на текстови. После следува трета фаза која што вика, абе, ајде остај ги, ќе им помине, абе, добра, ајде, не знаат што прават, прости им. Ќе се сврти времето. Па onda иде четврта фаза, добра, сакај ги сите, значи не сите можни фази поминат, за да сега сум во оваа фаза. Нека. Нека, се е супер, се има зошто е тоа така. И ќе дојде правото време, да. На врвот е онаа музика каква што публиката заслужува. И во моментов е онаа музика најпопуларна каква што публиката побарува. Значи, ова е тоа. Так. Треба да го прифатиме тоа така како што е, со љубов, се Ако разбира. мислам, ако нема купувачи, не може да се продава. Мислам, тоа е, да, многу се разбира. Така да нека си вози, нека си тера, нека се троши таа музичка енергија, таа потреба од внимание и за 6 секунди да... Инстант. Така. Тоа е убаво. Ние трошиме, исто така, работејќи на нешто друго што можеби не секоја публика го разбира. И така во одреден момент ќе се дојде вистинското време за секое едно нешто што се работи. Тоа верувам. Така, дали сметаш дека секому животот дава толку колку што може да поднесе, дека всушност ништо не е случајно, најтешките планини ги имаат најхрабрите? Да. Да? Тоа е мојата визија. Еден од тие? Да, верувам во тоа. Борци. Верувам дека животот ти дава на маса, на трпеза тоа што можеш и си способен да го изедеш. Значи,
Да, мислам така како што го кажа, тоа е. Не можам Нема ништо, друга. не можам Нема да, друга. да додадам. Да. Баш е така. Супер. За крај, Дани, еве измина, за жал, минутите. Што е оно што те прави најсреќна? Најсреќна. Што те смее најмногу? Среќна ме прават многу работи. Во денешно време среќна сум кога дишам чист воздух. Баш ми значи тој чист воздух. Среќна сум кога здраво се хранам. Среќна сум кога моите најблиски се здрави. На број. На број. И среќна сум кога се функционира така како што би требало едно човештво да функционира во една симбиоза, во едно Ти си заедништво. општествено одговорна како личност? Се трудам секој ден да бидам што е можно повеќе и повеќе. Мислам дека тоа е таа свест која треба да ја развиеме во нашето општество. Силно сум уверена и тврдам дека заедно сме секогаш посилни. Така. Дел си од кампањата против СИДА. Да. Тука се борише со Лавовски. Како влезе во цела таа приказна? Тоа беше уште 2006 година од UNDP ми се Како јавија проект. со понуда. Во тоа време анти-AIDS кампањата Stay Alive, која што беше медиумски покриена од MTV. Така, веќе 20 години. Да. Од кои активни 12. Сега сум само советодавец. Меѓутоа активни 12 години одев во во оние земји кои што беа критични, кои што беа најмногу изложени на HIV позитивни, како и мислам не работевме само на тие теми, туку и на семејни насилства и безброј други. Така да на секои 3 месеци патував во Египет. Едно убаво искуство животно? Па убаво, тешко, но многу Корисно. поучно, многу поучно искуство кое што од дете ме направи возрасен човек. Така, продолжуваш и понатаму да бидеш дел од нивната Се разбира, кампања. секогаш следам што се случува. Се допишуваме со мејлови, давам совети и така, битно е присутност. Супер. Јас веќе немам прашање, мислам имам, меѓутоа не трае толку долго емисијата да ставиме за следно продолжение од твојата животна приказна. Што би сакала да ни ти да ме прашаш мене за крај? Како е Кирка? Керка ми одлично. Одлично во пубертет. Се шегувам. Немам што да те прашам посебно, но само би ти кажала дека на вистина ми е мило што те гледам повторно во нашиот медиумски простор. Вистински не достигаше и фала ти за тоа. Ти беше убаво? Прекрасно. Супер, и мене ми беше задоволство да се надам дека го правдавме присуството и кај гледачите. Ќе ти посакам се најубаво и секако се гледаме ние точно за 7 дена во уште една животна приказна на Македонската радио телевизија.